Гледам, никој не е јавен по првата точка риста на што водеше, првиот панелист. После, на крај. Почитувани гости, почитувани учесници, почитувам господин председател Величковски, почитувам господин Фарла. Секоја земја и во регионот и пошироко смета дека нејзините проблеми се најголеми. При тоа во обидот да ги надминеме собствените проблеми, често забораваме дека сите земји, и најголемите и најбогатите, и оние најмалите и најсиромашните, имаат своји проблеми кои нивните граѓани различно ги доживуваат и перцепираат. И може би овој пристап особено е видлив кај земјите од Западниот Балкан, особено што тие беа изложени на бројни судири пред 2 децении. Сепак придвижувањето кон интеграциите е неспорно, и Словенија, и Бугарија, и Романија, а веруваме наскоро и Хрватска, се или ќе бидат дел од Европската Унија. При тоа тие покажаа дека Европската Унија нема селективен пристап во проширувањето кон Југоисточна Европа, ниту во примената на своите принципи. При тоа претходниот панел покажа дека споровите меѓу земјите членки и земјите кандидати макотрпно се решаваат пред влезот во Унијата, како и дека добрососедските односи се двонасочна патека во која позитивната енергија доаѓа од двете страни. Така се покажува дека решавањето на споровите потоа може да представува нов импулс во добрососедските односи кои се влог и во пристапувањето кон Европската Унија и во низиното проширување. Затоа би рекол дека овој панел треба да одговори дали е можен домино ефект во проширувањето на Европската Унија во Југоисточна Европа, по-конкретно во Западниот Балкан, или конкретно дали по решавањето на спорот и влезот на Хрватска во Европската Унија може да се очекува дека следен на листата е грчко-македонскиот спор. Верувам дека либералната перспектива на ова прашање ќе ја даде првиот учесник на овој панел, председателот на Либералната партија на Македонија, Иван Величковски. Повелете. Благодарам. Почитуван модератор, почитуван господин Фарла, почитувани учесници и присутни гости. Наслов на днешната конференција секако не е случај. Пред нас зборуваа релевантни политички актери кои во своите политички капацитети придонесуваат до затворањето на еден спор меѓу две соседни земји, Словенија и Хрватска, едната членка на Европската Унија, другата кандидат. При тоа се пристапи кон едно невралгично прашање меѓу соседните држави со многу дипломатска активност, колку има и подеми и падови, но и цврста решеност и посветеност на сите политички фактори тој да биде надминат врз основа на принципите на добрососедство и взаимно разбирање. Веројатно затоа денес Хрватска ја дела 2 месеци од потпишувањето на договор за пристапување во полноправно членство во Европската Унија. Конкретно за 1 година од денес Хрватска ќе биде новата членка на Унијата. Примерот на Словенија и Хрватска треба да се разгледа сериозно. Примерот на Словенија и Хрватска треба да се разгледа сериозно, но тој во никој случај не може да се земе и како општ модел на европска медијација. Впрочем, не сите спорови меѓу земјите членки и земјите кандидати се однесуваат на прашањата на границите. Напротив, прашањата во преостаратиот дел од Југоисточна Европа, што не е интегриран во Европската Унија, прилично се засновани на емотивни, историски, па би рекол и ментални бариери, што географските граници некогаш ги прави и полесно решливи. Водејќи се од овие премиси, би сакал да се осврна малку подетално на уште еден спор во регионот меѓу земја кандидат и земја членка на Европската Унија, грчко-македонскиот спор, кој практично е врсник на независноста на Република Македонија. Бидејќи верувам дека дискутантите на следниот панел ќе се задржат на хронологијата на спорот, дозволете само да ја издвојам времената спогодба како особено значаен инструмент, што доколку постои волја, може да послужи во напредувањето на меѓусебните односи меѓу Македонија и Грција и надминувањето на спорот, со посредништвото на Обединетите нации, преку кои спогодбата и беше подпишана. Ја извојувам оваа спогодба, бидејќи таа е резултат на внимателната дипломатска активност на еден истакнат македонски либерал, господинот Стево Црвенковски, првиот секретар на Либералната партија на Македонија. Продолжувајќи го моето излагање, ќе потсетам дека голем број држави ја признаваат државата под уставното име. Од Соединетите Американски држави, Русија, Кина, до мали држави како Тувалу, например,
иако таа во Обединетите нации, нејзините организации, Европската унија и НАТО е призната под привременото име. Впрочем, Македонија под привременото име се стекна со кандидатски статус за членство во Европската унија и беше на чекор да стане полноправен член на НАТО алијансата на самитот во Букурешт во 2008. Но од тогаш до денес нејзиниот статус стагнира еднакво со преговорите за надминување на спорот. Сепак тоа не е единствениот застој во македонската политика и општество. Мислам дека во Македонија дури може да зборуваме за намален евроатлантски ентузијазам, иако неговиот процент останува висок. Всушност, интеграциите се една од неколкуте точки на консензус меѓу сите етнички заедници и главните политички фактори во земјата. Но истовремено, во земјата во тек се процеси кои ние, македонските либерали, ги оценуваме барем како стагнантни, и тоа во неколку витални области на општеството. Слободата на изразувањето и на печатот се под константен притисок. Тоа може да се смета како одраз на слабата економска моќ на медиумите, генерално слабата економска моќ на фирмите, но и се посилната зависност на економијата од јавните инвестиции. А сметам дека тоа е вовед во клиентелистичката позиција на економијата во однос на политиката и власта. Човековите права и правата на граѓаните не се унапредуваат. Така, доколку колективните права, например на етничките заедници, макар процентуално, сепак се третираат согласно рамковниот договор, и индивидуалните граѓански права остануваат на периферијата. За илустрација, притворот останува да се применува обемно, неселективно и повеќе е казна за политичките опоненти, одошто превенција за повторување на делото. Политичкиот диалог, иако постои, е несуштински. Иако последните избори и малата разлика во гласови и мандати меѓу власта и опозицијата, всушност упатуваат на нужноста од диалог и договор по клучните прашања на развојот на државата. И секако, економските параметри зборуваат за ретки, би рекол сезонски и берзански условени економски статистички блесоци во домашната економија, но и за индикативни трендови на задолжување. Состојбата во Грција исто така е прилично позната. Владата во Атина денес се соочува со најголемиот економски предизвик во поновата историја на Грција. Социјалните притисоци се зголемуваат, иако кризата се уште не влијае потешко врз приватниот сектор. Грчкиот парламент се соочува со донесувањето тешки одлуки, кои несомнено ќе имаат одраз на грчката политичка сцена. Однос на спорот пак, Грција останува на своите декларирани позиции, додека опозицијата, конкретно Нова демократија предводена од Самарас, веќе излезе со, да ја наречеме, потврда реторика во однос на спорот. Се тоа го напоменав, бидејќи треба да се има предвид дека решавањето на спорот бара и политичка волја и политички капацитет, но и адекватни услови, што владите и во Скопје и во Атина мора да ги создадат по ова прашање, а тие секако се зависни и од општите политички, економски и социјални состојби. Истото се однесува и на опозиционите политички фактори во обете земји, кои мора да имаат барем еднаков степен на разбирање за потребата од решавање на спорот и треба да бидат вклучени во дефинирањето на чекорите и дефинирањето на самото решение. При тоа, низ призмата на македонски политичар, напоменувам дека овој спор, покрај со дневно-економските, денес дополнително е обременет со уште неколку политички и правни состојби. Прво, тоа е активниот спор во Меѓународниот суд на правдата меѓу Македонија и Грција. Како либерал и како политичар, ценам дека без оглед на исходот од судот, самиот процес во Хаг е штетен, бидејќи нема изградба на пријателство ниту меѓу луѓето, ниту меѓу државите врз основа на судска одлука. Конкретно, доколку решението за спорот се бара по судската одлука, по нејзиното донесување, тоа во секој случај ќе го носи товарот на одлуката што е донел судот. Второ, тука е популарно наречениот процес на антиквизација. Колку и да изгледа гротескно, во комбинација со традиционалниот македонски фолклор, се плашам дека предизвикуваме огромно чудење. Ако Грција во 90-тите години го пренагласуваше своето античко хеленско наследство и затоа беше повеќе или помалку неразбрано зошто пледира на ексклузивитет на именката Македонија, денес ваквата политичка несмасност во Република Македонија ризикува да ги оправда старите грчки аргументи. Трето,
ценам дека тука влие и надворешната политика на Република Македонија. Неразбирливите дипломатски лупинзи, например контактите со сега бившите водачи на државите зафатени од арапската пролет, ги збунија сите, а особено странските пријатели. Ова го напоменувам, бидејќи сметам дека и премостувањето на спорот низ времената спогодба во 1995 година и можноста за негово решавање во Обединетите нации во 2011 или 2012 година зависеше и ќе зависи од можноста да се потпреме на нашите пријатели во Европа и во Соединетите Американски држави. Конкретно, сметам дека надворешната политика на Република Македонија, што не ги следи декларираните приоритети и цели, води кон ризикот да не бидеме разбрани од никого, а и оние што не разбрале, да се прашаат дали да продолжат да не подржуваат. И четврто, мислам дека одолжувањето на спорот никому не користи. Блискиот Исток, Северна Африка, светската финансиска криза и опасност од нов негативен циклус го тргаат регионот од примарниот политички фокус на меѓународната заедница. Но, почитувани присутни, ова денешно излагање нема амбиции да го исцрта решението на спорот меѓу Грција и Македонија. Тоа не е прашање на една регионална, континентална конференција и слично. Напротив, тоа е прашање за политичките фактори и институциите во Република Македонија и во Република Грција соодветно. Двете држави, двете влади и политичките елити во нив до решение мора да дојдат врз основа на вистински преговори. Напротив, ова излагање има две цели. Прво, оваа иницијатива за да се доаѓа до решение, бидејќи тоа е дел од затворањето на споровите во регионот, а по европската и по либералната логика, тоа е еден од основните услови за евроатлантскиот процес. И второ, да декларирам јасен либерален став дека решението на спорот е неопходност, што е можно порано, согласно времената спогодба и резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Како партија на политичката сцена во Македонија, од осамостојувањето и во меѓународното признавање на земјата, имаме и право и должност да изразуваме јасни политички ставови. Значи конкретно, решавањето на спорот, кој е јасен услов за интеграциите, може да го динамизира македонското пристапување во Европската Унија. Низ призмата на евроатлантските интеграции, согласно самитот од Букурешт, тоа ќе значи итно полноправно членство на Република Македонија во НАТО. Општо земено, тоа ќе значи дополнителна стабилност на Република Македонија и нова ера во нејзината надворешна и безбедносна политика и нова ера во растот на македонската економија. Би продолжил натаму само кратко со очекуваното влијание. Решавањето на овој спор ќе даде нов импулс на европските интеграции на регионот, заедно со хрватското полноправно членство во Европската Унија. Конкретно, тоа ќе има позитивни дополнителни влијанија на односите меѓу Хрватска и Србија, која исто така сака да биде интегрирана во Европската Унија. Напредувањето на Црна Гора кон Европската Унија во таквите околности дава нов контекст на Западниот Балкан. Тоа практично ќе значи фокус на енергијата на Косово и отстранување на нестабилноста од овој дел од регионот. Посредно така, Македонија ќе биде дел од светската и европската безбедносна мрежа и ќе даде придонес онаму чии позитивни влијанија ги користеше во два наврата. Еднаш преку превентивните мисии на Обединетите нации, а и потоа преку олесновачкиот процес во текот на кризата во 2001 година. Би напоменал дека на тој начин ќе може да се посвети вниманието и на Албанија, која во услови на сериозна внатрешна политичка криза не може целосно да се посвети на евроинтегративните процеси. И конечно, последно, но еднакво значајно, не сме да се заборави вниманието и можноста што таквиот регионален развој ќе ги отвори и за Босна и Херцеговина, како земја што еднакво може да го постигне својот економски и политички оптимум пред се во услови на стабилен, отворен, мирен регион, Западен Балкан и Југоисточна Европа воопшто. Всушност, ова според мене ќе значи нов пристап и нов политички, позитивен, економски и социјален моментум во регионот, зашто очигледно затворањето на споровите е од пресудно значење. Ви благодарам и на модераторот конкретно да му одговорам, да, сметам дека ова може да предизвика позитивен домино ефект. Благодарам. Ви благодарам на излагањето. Веројатно како домаќин за тоа аплауз нема.